Во Прилеп во организација на Центарот за култура Марко Цепенков, по втор пат се одржа тројдневната работилница насловена Мозаикот денес. Младите уметнички таленти повторно твореа во една ретка техника која што се употребува кај нас за создавање на уметнички дела. По успешното минато годишно издание, годинава повторно ги собираме младите таленти, заедно да учат, да работат, да создаваат и да ја откриваат убавината на мозаичната уметност. Нашата цел е да ја поттикнеме нивната мотивација, нивната креација и да им овозможиме нивните идеи да ги преточат во уметнички дела. Ментор на овој проект е магистер Александра Димитрова, а координатор на проектот уметникот Маријан Стојановски. Мозаикот е една од најстарите техники за создавање на уметнички дела. Целта на оваа работилница, која што веќе по втор пат е препознаена од Министерството за култура и туризам, е да се развие креативноста преку создавање уметничко дело, односно слика, со спојување, односно со градење на мали парченца. Во овој случај одбравме мозаик кој што е изработен од керамички глазирани плочки, кои што се комбинација исто така и со стакло, смалти, каде што учениците по сопствен избор одбраа теми и изработија прекрасни мозаици. Мозаикот е техника каде освен талентот за создавање на уметничкото дело, потребно и поголемо размислување за тоа како да се скршат малите парченца од различен материјал и истите да се надополнат едно со друго, создавајќи и представувајќи одредена слика. Секоја техника си има тежина, но овде малце е потребно и дополнителен напор. Станува збор за техника што, како што кажав, составување, односно во исто време и размислување како да се вклопат тие коцки, значи како од мали парченца да се создаде слика, и убавината е токму во тоа, во размислувањето, во креативноста, во иновативноста, значи да размислуваат каде кое камче, значи бидејќи самиот мозаик, создавањето на мозаик е приказка на каменчињата, значи преку комбинирање да создадат една слика. Оваа техника е ретка кај нас. Уметниците се занимаваат повеќе со други техники. Но овие млади, со радост и голема желба ја прифатија и започнаа да творат со неа, како да тоа го правеле цел живот, а не само 3 дена. Мене ми е прв пат да работам во оваа работилница за мозаици и мене ми е прв пат да работам мозаик и баш прекрасно ми уди. Јас ја правам Зелената ноќ од Винсент Ван Гог, која што ме инспирира да ја направам, ми е најумилена слика негова. Јас ја почнав да ја правам со различни сини камчиња и со неколку црни камчиња. Овој процес мене за прв пат многу лесно ми уди и баш ми е мило што сум пријавен на оваа работилница. Дали претходно си имаш занимавана со други ликовни техники? Со други ликовни техники, да, имам и извршено и во други работилници имам работено, например за икони, за Свети Климент и за Свети Кирил и Методи имам изработено и исто така имам работено со различни техники како графит, акрил и акварел. Кога ќе ги споредиш со мозаикот? Искрено мозаикот е поинтересен спрема другите техники, ама мене повеќе другите техники ги користам како во секојдневниот живот во цртање. Во иднина се планира одржување на вакви работилници и во други градови на Македонија, како и правење на изложба со создадените дела.